Почитувани добровечер, вечерва во став гостува господја Дивна Јанкова, председателка на Сдруженијето на граѓани Доверба од Куманово. Господја Јанкова, добровечер и ви благодарам на одвоеното време. Добро вечер, и јас ви благодарам на исто така на поканата и за интересот на оваа проблематика за која што разговарам. Кој беше поводот да го реализирате проектот Неми сведоци? Повод е едно по друго проблематики што ги работиме. Значи, со години од 2001 како работи Сдружение Доверба, главен стожер, односно на што работиме, е ненасилство и меѓусебно разбирање. Последните активности беа оформување клубови за медијација во средните училишта, гимназија Гоце Делчев, Перо Наков и Нација Буѓони. Ни самата работа учениците утврдија проблем дека не се доволно припремени да и придат на жртвата во моменти кога е тешко и кога не е спремна да седне заедно со насилникот во разрешување на проблемот и до доаѓање заедничко решение. И треба време, ама и треба и начин друг на комуникација, на поголемо разбирање, емпатичност, подршка. Од тука произлезе потребата да го работиме овој проект Неми сведоци или Неми наблюдувачи, затоа што и жртвите и во моментот им треба подршка, ама и во самата случка на насилство. И треба подршка од другарчињата. Со каква цел го спроведувате проектот и која е целната група? Кои училишта беа опфатени во проектот Неми сведоци? Во проектот е замислено да се работи на заекнување на ментално и емоционално здравје и воопшто на благосостојбата на учениците и борба против сите видови на насилство. Целни групи имавме 3, значи они ученици што ги спомнав од трите училишта Нација Буѓони, гимназија Гоце Делчев и Перо Наков, кои веќе оформија клубови за медијација. Понатаму беше како ново и Киро Бурнас училиштето, затоа што има потреба да се помогне на ученици да се вклопат во новата средина, да кажам нова, затоа што долго време беа онлайн, да им се подобри комуникација, она подршка на припадност во група, тимска работа, меѓусебно разбирање и нормално да прават демократски промени во своите средини. 20 ученика од Киро Бурнас, а 24 ученици од мешан етнички состав од претходните 3 училишта и целна група и професори и родители. Зошто и они? Затоа што потребно им е на нив да знаат, да препознаат на родителите дека нивното дете трпи насилство, да знаат како да му помогнат, да му придат. Исто и на професорите. Да им бидат подршка на учениците, самите ученици, значи во текот на проектот, односно, ги побараа професорите да им помогнат во определени случаи. Замислено е така да биде една мрежа на солидарност, рамноправност и меѓусебна подршка. Реков, професорите беа на обука и понатаму ќе се вклучат во центри за подршка на ученици рамноправно. Да биде поефикасна помошта што ќе им ја пружат на жртвите. Кажете ни кои се последиците од булингот и како да се превенираат? Последиците од булингот за сите се големи. Значи, во еден булинг 87% од учесниците имаат последици. Значи, и се вклучени. Вклучени освен насилникот, вклучени и оно што му дава подршка на насилникот. Вклучени и тивките наблюдувачи се вклучени. Вклучени се и оние што им се подршка на тивките наблюдувачи, односно на жртвата. А реков дека сите имаат последици. Во овој проект не ги исклучуваме никој од нив. Освен жртвата, ние му помагаме и на сторителот, затоа што може би тој некогаш бил жртва. Затоа што има погрешен, може би, модел на комуникација. Може би он веќе не знае како да се справи со своите емоции. Не може да разграничи
меѓу емоции и потреби. И го учиме на нов начин, нов стил на однесување. Многу често тие навистина го прифаќаат новиот модел. Значи, никого не обвинуваме, затоа што реков долгорочни се последици на жртвата какви можат. Може да не престане да оди во школа, не се одинесе каде се сретне со насилникот, има психосоматски проблеми, во однос на главоболки, стомачни болки и посттравматичен стрес, значи стрес да не може да спие, и во однос на храна, а тоа може да бидат последици за цел живот. Реков дека и оние посматрачи во многу испитувања, и они понатаму во живот се покажало и кај нив последици, дека имаат некоја анксиозност во себе. Дури и насилникот, како што реков, ако не се превенира на време, тој може да заврши да во една криминогена личност, да дури со законот да има навистина последици да заврши лошо, нели? Да не можам да издвојам дека некој од овие што не се вклучени, односно во 80%, 7%, како што реков, дека нема последици, ако не се направи, како што реков, една мрежа на поддршка, во кое што оние посматрачи кои што може да бидат поддршка, односно насилно да се однесуваат, исто како насилникот, затоа што во моментот гледаат во него дека е кул, затоа што се плашат дека можеби ќе го отфрлат од друштво, и не сакајки, односно не размислувајки, биднуваат и тие насилни. Вршат насилни активности. Исто така, немите сведоци грижа на совест имаат, што не пристапиле на жртвата. Жртвата далекосежни последици, ако на време не и помогнеме, несигурна личност, намалување на самодоверба, намалување на успех, повлекување во себе и многу работи, а што и претходно ги спомнав. Колку сте задоволни од реализацијата на проектот и како мислите дека ќе биде понатаму? Во она што го реализиравме низ еднодневни работилници во период од 1 февруари, завршува сега на 1 ноември проектот. Поминаа многу интересни активности, како што реков, учениците работеа прво на заштита на своето емоционално и ментално здравје и социоемоционални компетенции, како да препознаат кои се последици кај по ментално здравје, по социјална исклученост, како што реков, булинг е долготрајна, нанесување на штета, не е обично насилство, кој на помоćен, кој оно што е послаб или е различен. Така да можам да кажам дека учениците ги осознаа разликите од тоа да се биде активен учесник во поддршка, отколку по страна да се седи, добие енергија и знаење како да ја придат со емпатичност, со поддршка, со респект на жртвата, ако не можат, да се обратат на стручни служби во училиштата, на професорите, во кои имаат доверба, секако да ја потикнат жртвата и на родителот дома да каже. Друга страна, отворивме центри за поддршка во училиштата, во кои што јавно се говореше, можам да кажам, беве во гимназија 2 часа, говореа, дебатира, и една и друга страна, размислување, што ги доведува некои да бидат насилни, што ги доведува, зошто се плашат тивките посматрачи, зошто се несигурни се дека ако пријават во училиште, нема да бидат разбрани, нема кој да ги поддржи. Вака добија храброст кога на нивните отварање на центри беа тука присутни професорите што беа на обука, дека не се сами, дека
многу повеќе се од тие што беа на отварање на центрите кои им дадоа поддршка. Како еден нуклеус на ненасилство се шири во училиштата. Значи, се отворија 4 центри, 3 на македонски наставен јазик, во Нацебојдони на албански наставен јазик. Секаде е голема поддршка меѓу учениците и меѓу колективот воопшто, меѓу вработените. Јас верувам дека ќе се разбуди свеста, кај спаки велам за оние што седат по страна и мислат дека јас во моментот не сум чепнат, ама имаше една поговорка, дојдоа по синдикалците, јас и молчев, дојдоа, нели? И на крај дојдоа по мене, немаше кој да застане зад мене. Дека сега ако не се вклучиш, утре може ти да бидеш жртва. Се разбуди свеста кај децата, а во друга страна и знаење и поголема самодоверба дека тие умеат да се справат и дека ќе се појаки заедно со жртвата и со оние што се вагаат дали во моментот да бидат со насилникот и да се вклучат во тоа насилно дејство или да ја видат онаа голема група која веќе не стои по страна, како што знае порано прават клипчиња, што многу неубаво изгледаше, нели, во школи, гледавме и во Скопски, не знам, може и Кумановски имаше, да не стоje така како грубо изгледа, туку да се чувствуваат дека прават нешто вредно. Не прават на тоа лошо на насилникот, само го освестуваат. Кај му е местото дека е сам. Поддршката е од друга страна. Тоа е поентата. На друга страна, родителите ќе се чувствуваат посигурно дека нивните деца не се сами во школа. И жртвите ќе се чувствуваат посигурно било кое насилство да трпат. Дали е физичко насилство, што има последици, гребнатинки, удирања, дали е ментално насилство, емоционално, како што зборат учениците, секакви форми, сајбер насилство, што е многу софистицирано, што многу родители не знаат, гледаат децата на интернет, не знаат со што се соочуваат. Претходно работевме, нели, за медиумска писменост, колку влијаат медиумски лаги на ментално здравје. Поентата е да направиме една заедничка самопомош, велам самопомош во училиштата, да сите бидеме посигурни, а учениците секојаш велам дека на мене ми биле најголеми помошници. И кога предаваа во клубови на медиација, искрено ви кажам, многу повеќе доаѓаа на нивни работелници, затоа што тие се модел. Многу сакаат да бидат како своите другари. Повозрасна сум, збогатена со повеќе знаења, се велат кога ние ќе стигнеме така, ама како другарчето можеме да бидеме. Што повеќе позитивни модели. И овој пат при отварање на центри, учениците презентира. Учениците дебатира, учениците одговараа на прашања што беа обучени. Па јас од ова можам да кажам дека ја постигнавме целта и имаме понатаму нови идеи како учениците да го направат своето училиште место кај што сака секој да дојде. Една демократска атмосфера, па не велам само за ученици, тука велам и за професорите, да се чувствуваат попријатно во една убава атмосфера, отколку половина час или колку понекогаш треба да ги смирува децата или се случило некој непријатен настан, да губат време. Веќе се создава една атмосфера на почит, припадност, поддршка, тимска работа. И не би го исклучила и Киро Бурнас, каде учениците дадоа какви идеи за нивно идеално училиште, што би смениле таму, како лидери да ги повлечат децата и оние што се социјално исклучени, што може би таква била ситуација, не биле 2 години во училиште, па сега им е малку чудно, а не значи дека они имаат помали потенцијали само да ги вклучат во оно за што се заинтересирани. Во секој случај дека се подига свеста кај децата, се подига ентузијазмот, дека веруваат во себе, самодовербата им се зајакнува, како што реков, социоемоционалните компетенции, да они можат да бидат двигатели, јас им верувам,
Она што можевме со колешката Надица Петровска, им пренесовме, ги зајакнавме и веруваме дека ќе прават промени, им треба подршка од сите нас, и од вработени, од родители, и од заедницата. Но секогаш треба да веруваме во позитивен исход, дека тие што имаат добра намера, што имаат знаење, значи знае како, сака, че има резултат. Со чија помош и поддршка го реализиравте проектот Неми сведоци? Јас им благодарам на Екуменска иницијатива Жена Хрватска, што еве 3 години поред ни препозна дека Сдружение Доверба работи со ентузијазам, со знаење, умење и ги реализира планираните активности, односно на крај зацртаната цел да оставиме некој белег позитивни промени во нашата заедница. Неодамна на атлетската стаза кај Техничкото училиште се одржа завршниот настан во рамките на проектот Неми сведоци. Може ли поконкретно, ние веќе објавивме во вестите на телевизија Плюс за овој настан, но еве кажете ни поконкретно за каков настан стануваше збор. Јас можам да кажам само најбави зборови, оти беше многу масовен, со љубов од деца за деца. Сите има мајци, не наблюдувај, реагирај, поддршка од срце. Тоа беше нивна идеја. Облечени беа овие, нели, на атлетската патека кој се надпреварува, немаше тука победникот и сите трча за поддршка, а најпрви со своите тела, оние што учесници, напиша "Не биди нем сведок". Од сите голема љубов кон настанот затоа што знае учениците дека даваат еден сигнал дека не се сами, само оние што помагаат, туку сите даваат поддршка на жртвите, значи од средни училишта, 100, значи имавме учесници, тука ни се придружи од порака наша, на нивна иницијатива. Над 100 и повеќе гледачи тука, што не реков дека се наблюдувачи, туку дава поддршка од срце, нивни професори. Од општината ни дојдоа драги гости, председателка на совет, советници ни дојдоа, секретар на општина, ни дојде водител на сектор за образование, директорот, колешки, колеги од училиштата. Сите направивме на мрежа на солидарност и поддршка. Тоа беше поентата многу повеќе, дека тука сме заедно да никој не биде нем сведок, туку заедно да си помагаме. Реков, никој не е исклучен. Почитувани, во продолжение да ги проследиме изјавите од учениците кои што се вклучени во проектот Неми сведоци. Обуката која ја посетувавме траеше неколку месеци и посетувавме повеќе работилници. На секоја работилница беа обработувани различни теми. Самите теми варира од врсничко насилство до тоа што значи да се биде нем сведок. Начинот на кои овие теми ни беа доловени беше мешавина од традиционален начин на предавање преку презентации, но исто така и беше мешавина од уникатен, нови и иновативни начини на предавање преку вежби и игри кои беа од интерактивен карактер и во кои самите ние требавме да користиме нашата емоционална интелигенција и самопознавање за да најдобро да се еволуираме. Учевме за разните типови на насилство, нивната категоризација и зборувавме за најефективните начини на кои ние би се справиле. Всушност, ние подлабоко навлегувме во тоа што значи да се биде Всушност, ние подлабоко навлегувме на тоа како може една личност да стане насилник, но исто така како една личност може да стане и жртва. Затоа што најдобриот начин да се справиме со еден проблем е да го искорениме и разбереме неговиот избор. Со самото разбирање на насилникот ние би можеле да ја оттргнеме неговата желба или потреба за насилство, а со самото разбирање на жртвата ние најдобро би можеле да ја помогнеме. Но најважно од се ние навлегувме на тоа што значи да се биде нем сведок. Да се биде нем сведок на насилство или агресија од страна на врсници буди длабоки противречни емоции. Гледањето на нечија
болка може да создаде чувство на вина и немоќ, знаење што е правилно, но и страв од последица да станеме некоја жртва. Не ги поништуваат чувствата, емпатијата не влече кон желба да помогнеме, но стравот дека можеме да станеме следната жртва не замрзнува всушност. Овој внатрешен немир остава траен белег, тивка болка, тежина од неизговорените зборови и неисполнетите намери што остануваат на свест. Нашите презентации всушност беа во училиштето Гоце Делчев, Куманово. Јас го направив со мојот пријател Лука и Минја. Ние презентиравме пред многу луѓе, всушност пред 70 ученици и неколку професори, и приметивме дека тоа поттикна многу голема заинтересираност на самата тема. Првенствено, презентациите беа направени за финален проект на работилницата, и тоа не охрабри да можеме ние да презентираме пред нашите врсници, не само тоа, него да ги продобриме нашите ораторски вештини. При презентирање се отворија, како што спомнав, многу панели за дискусија на самите теми, што значи да си нем сведок, како е да си насилник и да си нек жртва на самото насилство и ред други, што дури при крајот на презентацијата неколку од учениците ни приидоа да напраша да направиме дебата на самата тема. Тоа ни покажа и колку е актуелна оваа тема и колку е битна да се обработи и да се покаже дека сите имаме некој што може да стои зад нас. И всушност самата презентација што ја презентиравме беше да се информира за центрите за помош кои се сега отворени во секое средно училиште и дека не се само професорите тука за вас, туку и учениците, сите спремни да си помогнеме за да го искорениме тоа долготрајно насилство што за жал е многу актуелно во денешното време. Наученото кое што ние всушност го применувавме преку овој проект, каде што бевме на предавањата, можеме да го примениме со тоа што ние всушност ќе можеме овие предавања да ги раскажуваме на нашите врсници, на нашите пријатели, на нашите роднини, на секој човек кој што всушност го интересира за на оваа тема, односно темата за како да спречиме врсничко насилство. Со тоа што во личен живот можеме ова да го примениме, ние ќе ги применуваме постапките кои што сме ги научиле на овој проект, за да можеме да помогнеме на жртва на булинг во секоја негова форма, како што е сајбербулинг, врсничко насилство, темите како што се најактуелното шепотење, оговарање, како што вели нашиот народ. Исто така можеме ние да одржиме наши обуки каде што можеме да ги предаваме нашите знаења на нашите соученици, на нашите наставници, на нашата директорка во училиштето, на родители, на нашите роднини, на нашите пријатели воглавно, кои што сака да бидат дел од нашиот проект, кои што имат желба кон помагање, бидејќи така ние можеме да направиме заедница, односно да формираме свет каде што емпатијата ќе победува над апатијата, каде што добрината ќе владее, каде што секој ќе може да биде славен за неговите уникатности и за неговите стремења кон животот и за да се прославува личноста каква што е. Затоа што ние можеме да формираме заедница каде што нашите карактеристики кои што се исмејувани можат да бидат прославувани и така ние да формираме заедничка идентичност, каде што ние ќе владееме без разлика на какви што сме и без разлика на шепотењата кои што пример се шират за нас, односно таа форма на булинг. Затоа ние сме тука, затоа ние бевме на овие проекти, за да всушност добиеме храброст, бидејќи ова се почнува со еден чин на храброст, со желбата ние да сакаме да помагаме на други луѓе. И затоа мислам дека ова се што го научивме ние можеме така да го применуваме во животот, првин за себе, па потоа и за другите. Со тоа што ќе предаваме на други луѓе и со тоа што ќе помагаме на други луѓе со работите кои што ние сме ги научиле.
Ние бевме добро обучени, спремни. Одржавме презентација во сите средни училишта низ општина Куманово и одлично пројдовме. Имаше голема заинтересираност и самите ученици се пронајдоа во многу ситуации, зависно од тоа дали во вежбите или зборовите од презентацијата кои ги презентиравме. Многу е важна нашата улога затоа што ова состојба на булинг, односно булинг процесот започнува во многу мала возраст која што ние ја преработуваме. Уште во основните училишта кога учениците ќе почнат да се социјализираат и да влегуваат во групи со други ученици, самите различни карактери доведуваат до булинг појавата, кое што потоа со текот на времето, со текот на растењето и со годините може да биде голем проблем. Затоа во средните училишта, кога ќе дојдат учениците во средните години, тогаш може да дојде до затварање, односно да не сакаат учениците да имаат контакт со своите соученици или заедно со своите родители дури. И затоа ние работиме, затоа што на овие ученици најчесто им е потребен само разговор за да може да се ослободат и за да можат да примат некоја поддршка и да се почувствуваат дека не се сами. Затоа ние ги отворивме центрите за поддршка во сите средни училишта за да ги подобриме овие ситуации, за да нема лоши трагични случаи, затоа што ова може да биде огромен проблем. И ние ќе бидеме достапни за сите ученици кои што ќе имаат некаков проблем, само да разговараме и да им ја подобриме ситуацијата на истите за да не случуваат лоши ситуации. Јас сум ученичка на средно училиште на Цебуџоне, албанска паралелија за медицина. Јас сум многу гордана што учествува во овој проект и успеава да го отварам центар за да му помогнеме учениците за да не немат меѓу себе предрасуди и насилство. Бевме добро прифатени од учениците и надевам дека во иднина ќе се соработиме да го минимализираме сите винови од насилството. Програмата што ја поминавме на обуките беше првен за да го зајакнеме нашето знаење, која подоцна ќе ни помогне за да предонесеме некој успех во нашето училиште. Јас таму научив дека комуникацијата е најбитното нешто кое треба да го има секаде. Научив да ги почитувам луѓето со своите разлики, поради тоа што сите сме на некој начин различни, сите сме посебни на свој начин. Научив да не правам предрасуди додека не ја запознам личноста, бидејќи не можам да знам што некоја личност крие всушност во себе. Исто така научив дека булингот е многу лоша работа, дека не треба тоа да го правиме, но за жал тоа секаде го има. Овој проект мене ми помогна да го зајакнам моето ментално здравје, да можам да помогнам на деца во училиште, бидејќи имаме потака социјализирани деца, мислам секаде ги има и затоа сме ние тука за да им помогнеме, да ги опуштиме и тоа. Тоа што го поминавме таму во пракса можеме секојдневно многу да го применуваме. На сите луѓе треба да биде од корист и да ја подобрат својата комуникација, да биде позитивна комуникација која ќе се потикнува од која ќе се потикнува здравиот однос, бидејќи што повеќе имаме негативна комуникација доведува до конфликти и недоразбирања. Со помош на вакви едукации учиме да нема предрасуди меѓу луѓето поради полот, возраста, религијата, расата, јазикот, националноста и многу други одлики. Затоа пак треба да се почитуваат и разликите меѓу луѓето кои се од различна култура, имаат различни традиции и социјални средини. Ние како ученици од Киро Бурнас, бидејќи не одевме 2 години во училиште, бевме онлайн. Приметивме дека има многу ученици кои што
се несоциализирани, кои што се повлечени и тука сме тука сме за да помогнеме со Центарот за помош. Почитувани, се надевам дека со вечерашниве теми го задржавме вашето внимание. Вам, господјо Јанкова, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. И јас ви благодарам. Се надевам дека забележана поентата на оваа емисија би завршила со една мисла на Махатма Ганди. Тој е еден миротворец, го знаеме сите. Вели, ненасилство е најголема сила и никој не може да биде пасивно ненасилен. Ви благодарам. Пријатна вечер, се гледаме за 2 седмици.